Да, се враќаме во студиото со нашите гости Горан Момировски и Зоран Иванов. Момировски, собранието не се распушти денеска, Мицкоски во моментов колку што можев да се информирам сега, се уште трае состанокот на извршниот одбор, се решава партијата што ќе прави, дали ќе го напуштаат собранието или не. Кажете ми, значи останува исто така во собранието Законот за јавно обвинителство тече, дали ќе се гласа до недела или не. Што мислите вие сега во однос на тоа доколку законот се изгласа? Дали ВМРО ДПМН ќе има алиби сега, не знам, сега, дали ќе ги бойкотира изборите, дали ќе оди на избори, дали нема да ги признава изборите? Што би се случувало? Бидејќи, еве и да го изгласа власта законот, како што вели ВМРО ДПМН, на сила, без консензус и така натаму, што би било пречка повторно ВМРО ДПМН да оди на избори доколку мисла дека имаат добра позиција, нели? Дека може да остварат власт. Пат го слушаме како можност ВМРО ДПМН да бойкотира. Не. Сите знаеме 94-та година мислам да. дека беше кога ВМРО ДПМН тогаш бойкотираше и видовме дека имавме власт над 90% од една партија. И тоа знаеме дека е штетно за сите. Така што тоа прашање за ВМРО ДПМН тоа вака мене не ми делува логично дека заради законот за јавно обвинителство ќе се случи некој бойкот, особено што ви реков и претходно, анкетите се многу јасни дека ВМРО ДПМН ќе биде еден победник на изборите. Значи прашањето би било и да се изгласа законот, веројатно избори ќе се има на 12 април. Апсолутно Тоа да. е прашање. Апсолутно да. Ја мислам дека избори не треба да има, бидејќи се знае победникот, нека го устоличат Мицковски за премиер и ефтино ќе поминеме, што мака Горан знае дека тоа така ќе помине. Јас ви кажав информациите што јас ги имам според анкетите. Инаку зошто власта толку многу би бркала работа? Што би било тогаш кризата, доколку добро во ред, криза би била. Беше Кој за прашањето опозицијата зошто опозицијата прави криза да се одржат избори. Па избори. искрен да бидам, не знам што е идејата со тоа да излезе од собрание на 4 дена пред распуштање, и некој претходно ме прашавте околу датумот, требаше денеска да биде распишани. Да, денеска требаше. Да биде распуштено собранието, и господин Талат Џафери, спикер на собранието, кој што кажа дека не постои сила што може да го натера да одложи затоа што има законски рокови, сепак го стори тоа. Сега гледаме дека се работи всушност за влог кај албанските политички фактори, процедури да се вметне албанскиот јазик во Законот за јавно обвинителство и Бадинтер, кој што е апсолутно неуставно, тоа е веќе јасно за сите, за да нели се добие поддршка од страна на ДУИ и други партии за идејата на СДСМ. Повторно ќе ве вратам на причината за паниката од завчера и вчера и денес што се случува во собранието, брзање за доколку, како што вели Иванов, СДСМ ќе победи на едните избори. Не реков јас дека ќе победи, реков да нема избори, рековте дека не одговарало на никого. Ти кажа кој ќе победи, затоа велам нема потреба да избори. За претходно зборувам. Уште не е почната ни кампања. Што е проблемот СДСМ по евентуална победа на 12 април, како што велат и Заев и Спасовски сите дека победуваат без проблем, што е проблемот на 15 на не знам 25 мај да се застане собранието, да се конституира и да го донесе законот за јавно обвинителство, кој што и онака ќе важи за 4,5 месеци од сега. Мислам, политичката логика вели тоа што го кажувам јас, дека паниката се должи од една страна на се полошиот рейтинг на власта, обременета со стотици афери и стравот дека можеби ќе излезат и некои нови ситуации кои што за нив ќе бидат, се плашам, многу нелагодни. Стотици афери. Иванов, ВМРО ДПМН гледаме дека има една интересна тактика во собранието, почнувајќи од оној транспарентот што го вадеа кога се имаше дебата за јавното обвинителство. Денеска претендникот Милошовски пушташе аудио снимки во собрание. Еве сега решаваат дали ќе излезат од собрание. Мислите ли дека сакаат во овие последни моменти пред распуштањето на собранието да исценираат нешто? Сега не сакам да кажам слично на 27 април, но да се узбуркаат работите нешто се добива впечаток дека ВМРО ДПМН на некој начин сака да се одложат изборите, да бегаат до избори, очигледно не е подготвена партијата, не велам дека СДСМ е подготвена. Мислам дека никој не сака избори, дека влетаја во тој датум од немајкаде, зашто ако сакаше Мицковски брзи избори, ќе ги закажеш за јануари, а не за април дури. Да изгубиме 4 месеци, уште 2 месеци, юли, август, не знам. Еве го каде е, ќе дојдеше октомври, ноември, ќе се одржа редовните избори. Ова време е изгубено референдумско време. Значи, ненадоместливо време. Така што ова излегување, играње, да видиме ќе, нели како
изневерена ова девојка, ќе ја напуштиме парламентот на 2 дена, што вика Горан пред распуштање на парламентот. Не држат тие. Главно се кампањски, главно се прави пропаганда. Ние уште овде пола сат разговаравме, не детектиравме кои се клучните проблеми на СДСМ и на ВМРО-ДПМН околу законот за обвинителство. Може да го донесат и потоа, може и сега да го донесат. Добро, мислам дека не се согласувате кои се, но сакам да кажам дека дефиниции кои се. Дека не сум сигурен дека ДПМН сака избори, без оглед на оценките и анкетите што Горан ги знае дека се победници на изборите. Колку што разбираме, тука се може утре да се случи после изборите, може да се случи сите да бидат во влада. Може ова само техничка влада да биде малку во поинаква форма. Ова што сега го прават министрите технички од ВМРО-ДПМН, ѓурунтијата што ја прават, анимација на јавноста, се занимаваат со прашања што не се тема, откриваат криминали без да понудат ни еден валиден доказ, само констатираат некои состојби, носат решенија, владата ги поништува како незаконски, не одат на суд, на управен суд да се проверат дали се правни нивните потези или се бесправни. Значи, тоа само говори дека имаат партиска инструкција да направат галама, да видат што може да се направи. Тоа од една страна е добар пиар можда, анимација на јавноста, еве каков ова е влада неспособна, од друга страна можда одат на линија да се одложат изборите. Едноставно не им одговарат изборите, ни на едни, ни на други. Може е тоа некој премолчен договор меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Ние знаеме дека на Дуи не му одговара изборите. Дуи не сакаше, Дуи беше првиот кој рече не сме за избори. Ова Талат Џафери рече не може никој жив, нели да ме натера, па еве некој жив го натерал, веројатно сами од себе или затоа што има интерес неговата партија или околностите за да не се во закон внесен бадентер, нешто што е елементарно за секој. Ако ВМРО честно бараше брзи избори, ќе беа тие во јануари, а не закажани за април. Добро. Но и сега оваа логика само не ви ја разбирам. Ви рековте ВМРО да закаже избори, се знае кој закажува избори. Не, бараше избори, ќе ги бараше во јануари. Вие не се сеќавате на средбата. Значи средбата кај претседателот бил и на маса и јануари, Мицкоски не се излача за јануари. Зошто Заев тогаш не рекол во јануари ќе има избори? Затоа што Заев бараше редовни избори, не предвремени. Опозицијата бараше предвремени. Веднаш, така? Па веднаш. И не се зашто не се сторија веднаш? Некој не давал. Затоа што Заев не давал, се разбира. Ама Заев ако давал, имал моќ со коалицијата што ја предводи. Што политичарите праша го Мицковски директно ќе ти каже. Јас елементарна логика, ако Заев сакал предвремени избори, но ако велите вие Заев не сакал предвремени. Опозицијата бараше предвремени. Тоа ви зборувам. Бара избори. Тоа ви зборувам. Зошто Заев во април, а не направил во јануари, кому одговарало тогаш повеќе? Затоа што нема согласност од опозицијата за јануари, затоа. А сега за законот за јавно обвинителство има согласност. Сега збориме за изборите, за принципот зборуваме. Добро, може ли вака да не се разбираме. Има игри, јас само останувам на тезата дека ова не е период, дека мислам дека ниту на едната, ниту на втората, ниту на третата крупна партија не им одговара избори сега во април. Сега се сите во грч, си имаат натрешни партиски проблеми, листи се прават за претеници. Ова што го спомнавте, тука ми е прашањето за листите. Значи, може ли на крај, имаме уште 2-3 минути до крајот, едно популистичко прашање, бидејќи тоа, кога ги следев социјалните мрежи, најмногу реакции имаше за тоа, условно да кажам, од луѓе кои се непартиски, повеќе неопределени. Значи, кога беше расправата за јавното обвинителство и имаше и некои комични статуси, вели една група на обвинети, осомничени, амнестирани, аболицирани, расправаат за тоа какво треба да биде новото јавно обвинителство. Мислите ли дека треба партиите да наметнат некаков принцип, барем на листите да предлагаат луѓе кои немаат проблеми со законот, да речеме, бидејќи сега окей, осомничен и обвинет не е ни осуден, тоа е треба да се докаже невиноста, но има ли некаква морална етичка граница, барем да не се ставаат такви луѓе на листи? Да не гледаме такви пратеници во индустријата. Веројатно и нема да ги ставаат. Мислам, тоа е елементарна работа да имаат образ и да изгледаат пред јавноста со чисти, со нови луѓе. Но кога зборуваме еве сега за ВМРО-ДПМН, мислам дека Мицковски е практично заробен од еден дел од пратеничката група, таму гледаме кои ликови се, ги слушавме во бомбите, ја знаеме нивната активност, го знаеме нивното минато во времето на режимот, нели? И сега тие ја водат цела практично игра преку собрание. Не знам колку е лидерот на партијата, бидејќи ништо не направи, да се обкружи со нови луѓе, да нешто промени, друга доктрина, да се огради од некоја политика, да се извини за некои состојби и така натаму.
не е подготвен да оди на избори од тој тип, бидејќи балас му се многу луѓе таму околу него, што сега му го прават класично пиарот, користејќи меѓу другото и говорницата, и плакатот, и снимките сега и така натаму. Не знам како ќе помине, ако сака со тие луѓе да иде на избори, нека иде луѓето, ако тие ги сакат, ако таков профил сакат, нека гласат. Сега Пашенко Тоа важи и за СДСМ исто, со тие луѓе што се инкриминирани, нели, фатени, коруптивни, непотизам што форсира овој период. Така? Пашенко ти е на место и искрено се надевам дека сите партии, меѓу тоа е во една нормална држава. Ние овде зборуваме за човек кој што е лидер на партијата на власт, СДСМ Зоран Заев, кој што сами знаете дека еднаш аболициран, два пати аболициран. Сите слушнаме како зборува за 1 евро за вицето. Мислам, го видовме и го слушнаме како зборува и сега ние зборуваме за дали на листите ќе биле луѓе кои што се, не знам, инкриминирани во било што или обвинети и така има разлика од обвинети нели до осудени. За што зборуваме ние? За човекот кој што е главен промотор на една политичка партија и главен лик во партијата, а кој што 3 пати досега имал блиска средба, излегуваше од судот, изборуваше за реформи во судството, беше председавач на Советот за реформи во судството, додека во беле него седна Макрон и Меркел, му рекоа повлечи се од таму заради тоа што не е фер лице кој што се занимава нонстоп со судови да биде, да не должам многу, сакам да кажам, дај Боже да е така, меѓутоа многу тешко ќе се случи. Само ова да објаснам. Заклучокот на двајцата би бил дека тешко дека ќе бидеме актуалисти. Само Горан да го замолам. Ова аболициран, пошто гледам дека на секоја прес, на пример и опозицијата аболициран. Не го бранам, не сум адвокат, нека се брани сам. Што значи аболициран? Што значи криминалец или аболициран? Аболиција не знаете што е. Ја знам, него што е, што подразбирате под аболициран? Како тоа ја што подразбирам? Генерално, пошто го кажувате во една негативна конотација кога е некој криминалец. Аболициран е криминалец или не е криминалец? Тоа прашувам. Значи, јас не реков криминалец, јас реков аболициран. А што значи чинот аболициран? Не знаете што е аболициран? Што обвинение е тоа? После емисијава ќе ви прочитам што е аболиција. Вие работевте во кабинетот на Црвенковски кога Заев беше аболициран. Претпоставувам дека знаете што значи аболиција. Така, кога кажуваш што не се беше случило, дозволено да се суди за глобал. Председател Црвенковски тогаш имаш однапред го ослободи за вина. Имаш Ако причина, сакате да ви кажам дефиниција. Има причина и последица. Ти зборуваш за последицата и правиш кампања на последица. Те молам кажи и причината. Го собра цела екипа сега, таму за глобал, него глобал седи таму. Вие кажавте биле да го видите глобал. Сум го видел пред неколку години. Сосема неважно. Реков аболициран и тоа е факт. Тоа е факт. Добро, и што? Значи факт е дека аболициран. Некој виновен? Еднаш, два пати го судеа за подкуп. Сите видовме дека бара 1 евро за вицето. Те прашав за аболиција. За аболиција. Значи да го кажуваш во контекст кога си од опозиција, сега нели на шефот на опозицијата ќе му кажеме 100 пати аболицирани, луѓето ќе речат да бе тој е криминалец. Значи аболициран човек не е криминалец, не е ни обвинет дури. Чекайте, така, значи не е ни обвинет. Тоа не е дозволено на системот да се поведе судска простава. А знаете ли зошто? Што се случуваше тие денови? Таа точно бев непосреден сведок не на действијата, но на тоа како се подготвуваше работата. Дојде полиција, ги собра 6-7 луѓе, ни да им објасни зошто ги стрпа у затвор, ќе ги суди за глобал 6-8 милиони евра. Никој не поднесе приватна тужба до сега, нели наводно зеле туѓо земјиште. Па се покажа дека тие братучеди меѓу себе едните им платиле, ама не знам под кои услови, искача да каже да, ни ја земеа земјата Заев, а не ни плати или општината. Така? Па се покажа дека не е точно. И човекот, бидејќи се бави со политика, тоа треба да се каже, не, дозволи. Ова треба да се каже. Почнува 200, ја можам да зборувам уште 2 часа. Да ти каже, отиде на Врховен суд. Иванов, се обидувате да одбраните неодбранливи работи. Не бранам никого, не ми е гајле, но ти зошто нападаш така предизборно пежоративно? Значи, што е тоа пежоративно? Еве ти кажам, аболицирано, што аболициран? Што аболициран? Што значи аболициран? Пежоративност во аболициран зборот. Сакате математика, македонски зборот. Па контекстот е пежоративен, нормално. Кој контекст? Па кажете ми друг начин да кажам за човек што е аболициран. Кој е другиот начин? Тоа е исто кој јас сега да ти напишам кривична пријава и да правам кампања на Горан има кривична пријава за нешто, за било што. Такви има стотици луѓе што случува во моментов. Па вие знаете дека мене ме вика за тоа што објавив документи за Рашковски и мене ме вика во полиција. Зошто не објасниш на јавноста? Зошто човекот и таа екипа од Струмица, од општината ги стрпаја у затвор?
Знаеш ли зошто? Не, зошто ме вика мене во Еве ќе полиција ти кажам, за Леонардо од исти- аферата со од Рашковски исти тешка причини- 7 милиони евра. од исти Објаснете вие зашто ме вика Ќе ти во објаснам. полиција. Од исти Затоа што причини- објавив афера. од исти- Чиста ситуација. Горан, од исти причини- Еве сега со Загород ќе биде просторно за таа Тој афера. метод... Ма ве молам, Чекај, немој немојте на сега. запрка. Значи, од исти причини, од кои ја затвори А1. Зашто сум кажал аболициран? Па аболициран е што Од да кажам? исти Што да причини- кажам? Дека бил честен човекот, не кажувам аболициран дека е. Од исти- Тоа е факт, тоа е правна материја, тоа нема да измислувам Од ја, исти при- пежоративно се измислувате. Како да ви кажам? Горан, не се Сепак, возбудуваме, не дај се смири се возбудувам, малку. само морам вака да реагирам Од за исти тоа што причини. импутирате цело време, манипулирате. Значи, вака. Јас ве разбирам, бранете го СДСМ, Вака, бранете не, го Заев. никого не бранам. Доса На бајле. власт- Ви кажувам уште еднаш ќе се срамите за ова што Не, го не, правите не. сега. Ти ќе Да се сте срамиш живи и после здрави, емисијава, ќе се Горан, еве видиме, ќе да ти сме кажам. живи и здрави, Не, ќе не. се видиме. Ти- 20 Дозволи. факти ви кажувам, 20 пати се публикувате, не следите што се случува, не Значи, знаете. Пак паушално, Еве, не ќе си се на партиски гледаат- митинг ќе се, се така гледаат излегува. емисијава, луѓето ќе Нека заклучат гледаат. сами. Слушај, Еве, не сум само да уште ова, да ти кажам една Благодарам работа. многу. Извини Значи, се, јас од извини исти за- причини, од кои ја затвори А1, од исти причини ги затвори и тие во Струмица. Председателот на државата беше принуден во име на правдата да ги прати тие луѓе Не дома. мора да се трудите толку многу, беше ги решено. одбранивте, супер, Тоа готово. треба да го кажеш пред да спомнеш оној аболицираниот. Знаеш, оној аболицираниот. А за подкуп ќе го браните за подкуп? Не рекол Добро, едно евро за добро, вицето. се извинувам, Тоа ќе го браните? ако може Никого да- не брана, Па сила браните суда, како сила браните. суд. Ако Не може- браните го браните, тоа е проблемот. Ако може да, колеги, И за аболицијата Врховен суд го ослободи. Добро, мислам председателот на дека партијата. и да не се навраќам на толку стари предмети, отприлика, но ни истече и времето. Ви благодарам на двајцата за учеството во емисијата. На вас, почитувани гледачи, ви благодарам што следевте уште една анализа на телевизија 24. Останете со нашата програма.